Среда 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, термин за уште едно дружење пред камерите на телевизија Сонце во новото издание од емисијата од своја страна. Ви ветувам уште една музичка приказна, токму по тој повод овде со мене во студиото на телевизија Сонце е и нашиот фолк изведувач Спасе Антевски, со кого повеќе време наназад го договараме ова снимање, односно ова интервју, но денес ќе го изреализираме и се надевам дека ќе бидеме интересни и дека ќе го задржиме вашето внимание. Јас нема да должам во најавата. Многу ќе си го поздравам мојот денешен соговорник и гостин. Спасе, ти благодарам. Можеме на ти се надевам. Да, ти благодарам што ја прифати мојата покана и конечно да се дружиме и видиме токму пред камерите. Како си? Добар ден на тебе, на вашата емисија, на твоите гледачи. Јас сум прв пат во ова студио и се чувствувам прекрасно убаво и фала ти што ме покани да бидам дел од твојата емисија. Ти ви благодарам што ја прифати мојата покана. Ние начално се видовме летово во Охрид, се дружевме на еден музички настан и од тогаш некако го договараме снимањето, меѓутоа секогаш се случува кога треба да биде. Спасе, многу си активен периодов, се снимаат кавери, она кое што е интересно и ново од тебе, меѓутоа и своја авторска музика, настани и нови проекти. Јас би сакала да те навратам на почетоците и од од каде што започнува твојата приказна со фолк музиката, од каде љубовта кон фолк музиката, како започнува твојот пат музички? Мојот пат е долг. Јас хоби, музиката ми беше хоби од малинозе, да кажам, нели, колку може човек да сака музика. Од некои 7-8 години почнав да реагирам на музиката, свирев сам, правев инструменти сами и фамилиарно сме поврзани со музиката и татко ми свиреше на кавал, мајка ми пееше и пее многу убаво, да, мајка ми многу убаво пее и така да многу рано започнав со музиката да се бавам и до ден денес можам да кажам од 96-та па нааму некои 25 години се бавам професионално. Музиката ми беше хоби. Сега се бавам професионално, ама пак го чувствувам како хоби. Музиката ми е хоби и мене цел живот. Така, најверојатно некои викаат од хоби, да ме исполно, некои викаат штом заработаш од ден да работа, тоа не е веќе хоби, тоа е работа. Мене ми е хоби. И уживам тоа што го работам. Зошто токму фолк музиката, Спасе? Вака ние кај нас во Македонија сме доста музикален народ, тоа го знаат сите и Европа и светот. Кај нас се пее се живо. Кај нас се пее и македонско, и српско, и грчко. Ние сме отворени со душа за музиката спрема сите жанрови на музика. Ние сме едноставно љубители на музика. Нели како рекле, оди во Србија немој да пееш, оди во Босна немој да свириш. Кај нас се пее, се свири, се пее и се прави. Така да кај нас во Македонија нема граница музиката. И пеам македонски песни, секако јас сум македонец, тука во Македонија ги пеам народните песни, изворните песни, имам своји песни македонски авторски, имам и препеани изворни песни, кавери, а сега работам и на српски песни, така по-нови кавери и така да сега моментално тоа ми е во план, имам кавери спремни српски што ги пеам, да речам, од Женан Лошаревич, од Желко Ксимович. Па кај нас се пее, нели, тоа се бара кај нас во дискотеките, во кафаните. Се бара и српска музика, и босанска, и секаква. Кога сме кај каверите, некако како да е поделено мислењето, едни ги сакаат и ги бараат, други како да им засметуваат, односно како да бараат авторска своја музика. Какво мислење делиш ти, односно што е повеќе пали кај публиката? Јас каверите ги работам чисто за публиката. За публиката да знае дека јас пеам и српска музика, пеам и македонска, пеам и грчка и бугарска. Значи чисто за народот пеам, секој некој ќе се пронајде. Сега снимав еден кавер од Жена Лочаревич, го пуштив сега набрзо, за мојот роден беше тоа, го пуштив. Дао сам ти срце, преубава песна и мислам, јас сум презадоволен. Се надевам дека им се допадна и на моите фанови и тие што ме следат и така да работам. Јас за публиката работам. Сега и македонски пеам, и српски пеам, така да... Она кое што
се бара од Нормално, сега. Секој си публика. има своји желби, некој сака македонско, некој српско, пеам и чорба, пеам пример. Секој си има свое. Јас пеам тоа што го чувствувам, го пеам. Мислам дека ќе им се допадне на луѓето и нема зошто да ми некој замери и секоја критика, позитивна и негативна, е добро дојдена. Така, кога сме пак кај авторската музика, со кого соработува Спасе Антевски? Па повеќе соработувам со текстовите ми се од Орце Зафировски, повеќето на текстови. Музиката ја работам со моите колеги, Дуле, Кода, Бубе, Фортуна. За не им ги знам студијата, ама колегите и знаат. Работам со последната песна што ја направив, Запети сите ангели, ми ја работеше Слагјан Станишковски од Куманово, Гоцен Синтезис, со него се работувам, он ми свиреше исто на песната. И се не се сеќам за другите песни, ама у глобала се тие соработници мои, Дуле, Синтезис, Бубе, студио, Бубе Анастасија, кај него снимам. И така да... Колку е важно еден уметник, еден музичар да има свој авторски дела, Па многу е важно. Колку е па предизвикајна да се создава своја авторска музика? Многу е важно авторската музика да имаш, секој за себе да си има авторски песни. Јас се трудам да наоѓам некои песни и да снимам нешто мое. Сепак морам да кажам, за жал, малку фали кај нас, ни фала тие композитори како што ги имаше порано на тие нашите песни, да не кажам во времето на 90-тите години. Ни фалат тие композитори, ни фалат текстописци и јас упатувам апел до сите композитори, автори и текстописци, ако некој има некоја песна да ми понуди, јас сум желен да ми понуди некоја добра песна и не е битно за финанси и за тие работи. Да се сработи да сакам да имам некоја добра песна, имам ја понуди за песни, ама некако не можам да ги почувствувам и не сакам да ги испеам. Сакам некој да ми понуди некоја песна и барам некој и нон-стоп абер давам по сите колеги, по сите вакво, да ми понудат некоја песна да снимам. Јас сакам мои песни да снимам, само сакам некоја да ти легне. Да ми легне некоја добра песна. Ајде да видиме Запите сите ангели. Јас ќе предложам тука да направиме една кратка пауза и пред нашите гледачи да ја прикажеме токму Запите сите ангели од Спасе Антевски. Уживајте, почитувани гледачи. Август посветен се роди Третилин ден. Среде Скопје храм македонски на Свети Климент Охридски. Среде Скопје храм македонски на Свети Климент Охридски. Запејте сите ангели, загрмете стари камбани, свирајте се
тешки мина, срцата не ги кинеа. Кога на час црква газеа, звезди од небо паѓа. Кога на час црква газеа, звезди од небо паѓа. Запејте сите ангели, загрмете стари камбани, збирајте се македонци, бидете благословени. Храмот е возне за тешки времиња, гордост на Македонија. Признале некој или не, со тебе, мајко, постоиме. Признале некој или не, со тебе, мајко, постоиме. Запејте сите ангели, загрмете стари камбани, збирајте се македонци, бидете благословени. Бидете благословени. Така, се враќаме повторно назад во студиото со мојот денешен гостин, фолк пејачот Спасе Антевски. Туку што ја слушнавме "Запејте сите ангели", чинам дека во Охрид на онаа манифестација на која што се видовме беше изведена токму оваа песна. Кој работеше на оваа песна, колку време се работеше и за каква песна станува збор? Таа песна Ти легна ли оваа песна? Да, таа песна многу ми се бендиса. Мислам дека ја испеав со многу емоции, со многу чувства. Таа идеја ми стои, можам да кажам, еден период од може и година дена. Ми се врти во глава да ја снимам, а ја пеам по настапите и луѓето ми викаат зошто не направиш кавер, оваа песна ти лежи. И сугестии од луѓето, нели, коментари, ги собирам тие коментари. И кој да ја работи песната, кој да работи, и на една свирка со колегите, со Слаѓан Станишковски од Куманово, така си заправивме муабет за оваа песна, јас вика ќе ти ја направам. И така таа идеја се реализира, јас не го сотив сериозно, тој момент колегата ми ја пушти, после некои 10 дена ми ја пушти, му кажав како да звучи така малку по-современо, мислам, пак ги има тие инструменти, само ритамот е малку по-друг, во така по-модерен стил. И тој ја изработи убаво, работевме на неа може едно, така да кажам, месец и пола работевме на таа песна. Имаше едни момчиња таму, сега не ги памтам сите имиња, телефонот не ми е тука да се потсетам, нека ми простат гледачите. Гоце Синтезис свиреше, Зурла,
Имаше едни млади деца таму, не им ги памтам имињата, свиреа на тапан, на гитари, и една голема благодарност до мојот колега и сега го заборив, пријател, да, го заборив името. Поздрав до Горан Алачки, пошто песната е негова. Така. И му се заблагодарувам што ми даде согласност да направам кавер и снимаме и спот. Колку, споменавме дека е песната на Алачки, колку се отворени тие за правење кавери од нивните песни? Па во комуникација со него, договор со комуникација па да, со комуникација со Горан и со сите тие повозрасни пејачи, поискусни пејачи. Се е тоа добро, каверите се добри, само треба да си имаме нешто наше. Нешто наше, некои наши песни. Јас или да се остави белеки преку каверот, можеби, на самата песна. Па јас мислам дека го обеладенив тоа лице на таа песна како што доликува и мислам дека ја испеав на преубав начин, не е само да испееме некој кавер, да го направиме полош од самата песна. Спасе, спомена современост, колку е важно да се, односно колку е предизвик да се зачува традицијата во фолк музиката, а сепак да се оди кон нешто современо, да се даде современ белек на фолк музиката. Кај е балансот тука помеѓу традиционалната македонска песна и современите трендови кои што ни ги налага нели модерното време? Јас кога работев во оваа песна, се трудев да не го изгубиме тоа традиционалното, нашето, да има, да постојат и тапаните, и зурлите, и тие наши традиционални инструменти. Се држев до тоа да не избегам многу од мелодијата, само малку да биде по-модерно за помладите генерации. Помладите генерации сега не знам колку ја слушаат уште нашата музика и да не кажам сега. Така според тебе зависи начинот на кој што ќе им се пренесе, најверојатно. Точно. Јас се трудев да ни го пренесам на младата генерација начинот и да го сачуваме и тоа традиционалното, а и да ги навлечеме помладите да слушаат. Така и повеќе да се негува нели македонската песна. Го споменавме ова дружење музичко во Охрид, колку си дел од вакви музички манифестации, проекти, фестивали, можеби кај нас ти спомена 25 години, повеќе од 25 години на македонската естрана фолк сцена. Се случува ли нешто? Се промени ли нешто низ текот на годините? Јас повремено, не секоја година, можам да кажам повремено се појавувам на фестивали, на Охридски трубадури, сега имаше еден фестивал во Прилеп, може има, не знам, пред година и пол, и таму се појавиме со Марија Донова, заедно испеавме еден дует. Не сум често по фестивалите, ама се појавувам од време на време со некоја нова песна, со некој нов кавер, и така да... Меѓутоа Фали кај нас, фали македонската музика, фали, ова нас ни фали. Ти благодарам што не покани, медиумите нас ни фалат. Индустријата наша музичка е малку, па и да кажам, малку народ сме ние во Македонија. Така да треба малку да Ти ми спомена дека покрај овде настапуваш и настрана, односно надвор од државните. Па да, имаме некои приватни забави по Србија. Имам доста настапи во Бугарија и таму одам често. Често сум во Бугарија. Таму пеам сосема друг репертоар. Таму пеам малку повеќе српска музика. Таму пеам Миле Китич, Шабан Шаулич, Мирослав Илич, да. Ги бараат тие постарите песни од Југославија што тие. Ако говориме за нашиот пазар овде, што најмногу се случува? Овде за покривате ли свадбени веселби? Да, нормално сега. Кај нас се работат тие приватни забави, свадби и други веселби. И така некои концерти. Меѓутоа фокусот е, верувам, на приватните. Повеќе сме фокусирани на приватните забави. Во Македонија повеќето на свадбите. Пошто се тие како да кажам,
И најчести може би... Најчести се, да, свадбите, пошто кафаните некако се променија. Порано имаше многу кафани што функционираа со повеќе, да кажам, бендови. Имаше и дискотеки што функционираа бендови, забавњаци бендови. Сега нема дискотеки кај што пеат бендови цели. Сега одат сите, двајца, тројца пеат и Спомена дует, се крчкали можеби некој нов дует, некој албум, некој концерт на Спасе Антевски, што да очекуваме? Сега моментално сме фокусирани, моментално на тие кавери што ги работам. Значи тие дефинитивно запалиле кај публиката. Па гледам има добра реакција, има гледаност. И сакам да ги понудам тие кавери и за настрана, пример за Бугарија, за надвор Македонија. И тоа го спремам сега, тие кавери ги спремам и наскоро ќе пуштам така по еден кавер месечно. И другото сега почнуваат нели предновогодишни се крчкаат предновогодишни забави, каде за новата година? Нова година сме во Прага. Интересно. Таму ќе одиме на малку порано. Работно? Работно, да, ќе одиме работно и малку ќе одвоиме време, така една недела за малку да прошетаме. Така, спојна работа со... Да, Прага, па ќе се вратиме во Виена, па од Виена Будимпешта и така малку да си направиме авантура. Так. И така да ги поздравувам сите таму мои пријатели во Прага, моите другари и Верувам дека убаво ќе поминете, кога сме кај естрадата. Каква е дружбата, каква е соработката со останатите уметници? Па дружбата наша, да кажам, малку после короната навака, малку се промени, се оддалечивме колегите, малку. Порано, пред короната, да кажам, па и пред 7-8 години, да кажам, еден период, се дружеме по кафани, кој кај пее, кој колега, па ќе отидеме кај него на свирка. Се поддржував. Да. Тоа нас ни фали. Како да се оттуѓивме малку после короната, некако и после короната малку слаба комуникација имаме самите колеги. Зошто? Да речем во Бугарија имаат колегите страница, музичка страница на некој на колеги, на пејачи, и таму комуницираат сите. Пример, ако некој нема свирка, пишуваат дали некој е слободен за таа кафана и таа бараат пејач или пејачка или бенд за свирење и таму имаат комуникација одма за да не седи некој дома или некој е болен, дали му треба некој замена, некој колега да го заменам. Кај нас го нема тоа? Кај нас немаме таква некоја, сега намерно го кажувам ова, со колегите да направиме една група кај што ќе функционираме сите. Имаше некое здружение за музичарите? Па има кај нас некое здружение, ама не знам колку функционира тоа кај нас. Ми е вадевме. Мислам дека во ковид пандемијата некако да, имаше членски книжки, вадевме нешто, се зачленувавме. Ни фали тоа малку, ни фали таа група. Таа група ни фали за да имаме комуникација со колегите и да можеме да работиме сите. Не само јас, сите да работиме, никој да не седи дома, ако е некој слободен. Мене ми треба пример, јас нешто ќе се прехладам и не можам да одам на настап, ми треба човек и не знам кај да вртам, не знам кој е слободен, кој врти кај еден, врти кај друг. И така да тоа има многу убаво кај нив, што има таква група и што функционира. Од друга страна гледаме се повеќе и повеќе млади музички имења на естрадата кои што ете пробуваат да се пробијат, колку кој нас може да се успее на тој план, на тоа поле. Ние во времето кога почнуваме да работиме, ние вежбавме дома, да не кажам, со години. Тогаш во тоа време, да речем од 96-та навака 2000-та, свадбите се правеа кај нас, нели, со порачки, доаѓаат гостите, ти порачува песна, го поздравуваш, така. И така ти не гледаш на порачката која песна е. Он ти ги носи, ти мора да ги знаеш сите песни. Го фатви јас тоа време. Мора да ги знаеш сите песни. Да. Сега не ја знам оваа, не ја знам таа, не ја знам, па што знаеш ти? А доека сега е многу полесно. Сега свадбите кај нас се прават со одреден период, репертоар од 40, да речем, 50 песни. И година дена уназад договорен? И се тие песни се свират. Секоја група ги свири истите песни. Да речем, малтене, сите истите песни ги свират. Репертоарски се свират. И денеска е многу лесно да се пробиеш и како пејач, и како група, само едни мали кавери, друштвените мрежи да вријат, да се спонзорира и групата е направена и ти можеш да отидеш за 2 години
група да направиш и да функционираш и да пееш и да свириш. И да си баран. Да, доека во нашето време беше многу тешко да се воздигнеш, да направиш име, да направиш група или бенд. Па да, меѓутоа ете, тој пат може би потежок и Дали сега попредизвикувачки. современото време го направи своето. Некако модерните трендови како Да. Сега се може забрза. да функционираат. Си купиш еден сайзер, само еден пејач, ставиш внатре репертоарот. Знаеш како имам 40 песни. чувство дека во секоја професија некако како да истото се случува. Како да секој пробува да се проби. Сите се бориме со својот занает. И другите занечи, и другите професии, сите што работат, сите се борат со конкуренција. Конкуренцијата доаѓа многу брзо. Колку има квалитет, тоа не може да каже никој. Гито ете да бидеме оптимисти дека квалитетот секогаш испливува на површина. Јас се надам и секогаш е пред дека квантитетот квантитетот. ќе искочи на виделина и сум позитивен. Спесе кажа дека веќе нема хоби, тука се музиката и професија денес, повеќе од 25 години, што се промени низ текот на годините, кога почнуваше ти, како е денес, одиме ли кон оптимистички подобри времења за музиката, колку се негува македонската фолк музика кај нас? Јас сум пак оптимист. Дека ќе биде подобро? Дека ќе биде подобро, да бидам искрен. Имаме ние работа, функционираме, само за разлика од другите околу нас, да кажам во соседството, многу повеќе луѓе одат нагоре. Тоа го приметуваат сите. Толку близко сме, а толку далеку. Близко, да. Толку ние го гледаме сите како функционираат во соседството, да кажеме во Србија и во Бугарија, и во Албанија, и во Косово, и во Грција, и секаде функционира тоа. Само кај нас некако многу тешко оди, не знам зошто. Во соседството се пее повеќе македонска музика него кај нас. Јас имам чувство дека ете и нашинците во диаспората некако повеќе ја ценат и повеќе ја бараат македонската песна, македонската музика. Дали дека се и подалеку па некако тоа чувство на национална припадност? Еве да кажам конкретно за Бугарија. Бугарија повеќе пеат македонска музика од нас. Не знам зошто е тоа така. Еве, да отидам на некоја сега вака забава, кај што се помлади, да кажам, им пеам македонска музика, не реагираат. Да запеам македонско девојче или да заиграат, не играат, не ја пеат. Дори ми е непријатно. Во мојата држава да си пеам наши песни македонски, младите некако не ја чувствуваат, не знам зошто. И многу ми е криво ради тоа. Се надевам дека ќе се променат нешто, дали е тоа сега лично воспитание нивно од домашните и влијанието секако на брзото модерно време сега. И трендови секако. Покрај музиката која што и хоби и професија, претпоставувам батериите ги полниш и на други начини што го исполнува твоето слободно време. Јас имам многу хоби, многу имам исполнувања, дури не можам да постигнем. Јас обожавам да одам на лов, обожавам да одам на риболов. Играм фудбал со пријатели, со другари во сала, имаме термин кај што играме фудбал и се дружам максимално. Ти кажам, на лов одам, на риболов одам, тоа ме исполнува. Сакам планина, сакам вода, тоа ме опушта од сите тие навечер од тие гужви случувања со народот. Излегуваш ли не на твоја свирка, туку ете така како човек да си седнеш и да си се одмориш радно некое. Да, копнеам за тоа да отидам некаде да слушам музика. А да не си ти кој што не пеам. Да, копнеам за тоа. Во мојот живот можам да кажам дали имам 2-3 свадби отидено гостин. И тоа не сум бил гостин, сум отишол гостин и сум пеел. И обожавам да искочам со пријатели. Верувам и во друштво сега што ти да пееш. Сакам да отидам јас некаде да се забавам, некој да ми пее на мене. Тоа го сакам. Так. Да. Спасе, ќе го заокружуваме полека ова наше дружење пред камерите. Јас ќе те испратам со еден вредносен ваучер од моите пријатели Smart Service. Тоа е салон за поправка и продажба на мобилни телефони и се поврзано со мобилни телефони од Smart Service, 500 денари се наоѓаат во трговскиот центар во Лисиче. Можеш да си го искористиш кога и да сакаш. Тука ќе си ги поздравам и моите пријатели. Тебе ќе ти се заблагодарам, ќе останува да те следиме на твоите настапи секако, да ги следиме твоите кавери, твојата авторска музика, следна која што ќе ја
донесеш на твојата публика и ете можеби да се видиме и на некое ново музичко случување, нов музички настан. Телевизија Сонце е секогаш во поддршка на македонските. Фала ти уште еднаш што ме покани, фала на сите овдека во твоето студио. Сега имаме една прекрасна песна, Шербет блага невесте, нели? Со таа ќе одјавиме, Шербет блага невесте. Таа песна сакам да кажам збор два за таа песна. Таа песна е стара албанска песна. Ја преработиме во наш стил. Таа ја работеше Владко Миладиновски. И има многу убави реакции за таа песна и за таа песна направивме спот со Ване во Охрид, во едно прекрасно село. И така да прекрасна песна. Верувам дека спотот бил прекрасен кога станува збор за професионалци, верувам дека се било добро. А нема да должиме повеќе, ќе одјавиме токму со Шербет блага невесте од Спасе Антевски. Уживајте. Šerbet blaga neveste, kafe ako variš. Šerbet blaga neveste, kafe ako variš. Rad se ke ti nakitam, altani da brojiš. Rad se ke ti nakitam, altani da brojiš. Šerbet blaga neveste, lepše ako mesiš. Šerbet blaga neveste, lepše ako mesiš. Zlato ke te naredam, od glava do peti. Zlato ke te naredam, od glava do peti. Šerbet blaga neveste, ako ti si moja. Šerbet blaga neveste, ako ti si moja. Sarajke ti izgradam, slugi da ti stojat. Sarajke ti izgradam, slugi da ti stojat. Šerbet blaga neveste, majka ako gledaš. Šerbet blaga neveste, majka ako gledaš. Kraljica ke bideš ti, život ke si teraš. Kraljica ke bideš ti, život ke si teraš. Šerbet blaga neveste, sina ko mi rodiš. Šerbet blaga neveste, sina ko mi rodiš. Najbogat ke bidam znam, naslednike imam. Najbogat ke bidam znam, naslednike imam.